Благодаря, председателе. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во висина од 9.300.000 денари за изградба на трафостаници во зоната за мало стопанство Гроздил и зоната Чуката во општина Пехчево. Ова не е голема сума на средства која што се дара од така грандиозниот, да речем, буџет за 2016 година за Република Македонија. Зошто го поднесувам овој амандман? Имено, Пехчево представува една од најмалите општини во Република Македонија. Се наоѓа на крајниот исток, на границата со Република Бугарија. Бројот на население во општината е 5500 жители, од кои градско население 3237, а во селските населби живеат 2280 жители. Ова се последни податоци од пописот во 2002 година. Населението во Пехчево има ограничени природни ресурси со кои би обезбедувало собствена екзистенција. Сепак, најголем дел од нив се занимаваат со сточарство, делумно со земјоделие, меѓутоа најголем дел од вработените се вклучени во индустријата за обработка на дрво. Постои еден објект за индустријска обработка на дрво Фагус, меѓутоа постојат и повеќе приватни пилани кои што вршат обработка на суровото дрво, произведувајќи граѓа како за локалните, така и за купците од поширокиот регион, државата, па дури и од соседни држави. Моето барање се однесува за изградба на 2 трафостаници во зоните Чуката и Гроздил, кои имаат вкупно 16 објекти, што вработуваат збирно околу 80 на работници. Објектот Чуката се наоѓа во непосредна близина на влезот во Пехчево, кога се доаѓа од градот Белчево. Тука се наоѓаат такви 13 мали пилани, кои што вработуваат 50 на луѓе. Досегашното напојување со електрична енергија се остварува преку трафостаницата на јавното предпријатие Комуналец, кој заради неподмирени долгови сега во собственост на ЕВН, меѓутоа капацитетот на постоечката трафостаница е само 100 киловати. При едно посилно невреме, при удар на гром, ова трафостаница се исфрла од функција, така да сите мали стопанства кои што се приклучени на неа се невозможни да работат. Од друга страна, кога сите тие мали пилани се вклучат истовремено да работат, заради тоа што е лимитиран капацитетот на постоечката трафостаница, не можат нормално да обавуваат својата работа. Значи, барањето е да се изгради нова трафостаница, чиј капацитет би бил околу 400 киловати, за да се овозможи добро и непречено функционирање на нова стопанска зона. Другата зона е со помал број на преработувачки капацитети, тука има и помалку вработени, некаде 30-тина, меѓутоа барам збиран износ кој во евра би представувал околу 150.974 евра, за да се овозможи да и понатаму овие пилани, овие мали стопанства продолжат да функционираат. Сакам да напоминам дека дел околу освојувањето на инфраструктурата собствениците на тие мали стопанства сами си го обезбедиле, а оно што сакам да го изразам како задоволство, во 2013 година од буџетот на Република Македонија беа издвоени 3 милиони денари и беше изградена канализациона мрежа во областа Чуката. Со оглед на тоа што генералните залагања и стратегијата на оваа влада, на нас како пратеници, е да што помалку луѓе заминуваат од родниот крај, да ги задржиме младите, да овозможиме екзистенција на 80 семејства на луѓето кои што работат тука, ви предлагам да овој амандман го усвоите и да ја подобриме економската состојба на и онака сиромашната општина Пехчево. Благодарам.